Многу е тешко да се даде еден ваков вид на процена. Прво, заради тоа што доаѓаме од систем кој што многу долго ги рушеше сите елементи и на демократијата, и на правната држава, и на односите меѓу луѓето. Значи, не стануваше збор за систем во кој што критикуваш една линија, две линии, три линии, туку едноставно се беше погрешно поставено, се беше наопаку поставено. Од друга страна, една таква ситуација никако не смее да ни биде изговор за отсуство на напредок или за отсуство на промена или за отсуство на видливи резултати. Меѓутоа, секогаш кога станува збор за вакви коренити промени, мораме да бидеме реалистични. Мораме да се сообразиме со она што представува ситуација во која што делуваме и долготрајност на некои од процесите кои што не очекуваат. Така што, ако се погледне генерално, може да се види дека се прави многу. Се прават многу промени, се зафаќаат многу линии, се задира во различни полиња на општественото живење. Меѓутоа, она што мене ме загрижува, она што јас го гледам како базичен недостаток е отсуството на воспоставување на вистински цврсти темели. Значи, не се работи да гасиме пожари, не се работи за адхок промени, не ни е потребно нешто во моментов да го смениме, туку потребно ни е да погледниме од страна, да видиме со што располагаме, да видиме што се недостасува и да почнеме да ги градиме основите, стабилни основи на развојот на демократијата и на владењето на правото. И баш тука јас го гледам и основниот недостаток. Се стекнува впечаток дека власта се концентрира на едно, две, три прашања, меѓутоа другите, да, тука се, меѓутоа го немаат приоритетот кој што би требало да го имаат. Тоа не би се случило доколку функционира државата како што функционира една машина. Значи, кога ќе ја вклучам, кога ќе го вклучам автомобилот, кога ќе почне да работи моторот, јас не мислам дека работи само еден дел од моторот, туку рачунам дека работи целиот мотор. За да можам да ја придвижам колата, треба сите делови од моторот да функционираат. Ние се наоѓаме во ситуација кога не можеме да ја придвижиме колата, токму заради тоа што не ни функционираат деловите. Тоа е до некаде заради тоа што треба да се прават многу големи и клучни реформски зафати, меѓутоа од друга страна има впечаток дека станува збор и за несоодветни делувања, меѓутоа и за несоодветни, можеби и функционални, персонални, институционални решенија. И доаѓаме до ситуација да имаме можеби прекрасни луѓе на чело од одредени организации и слично, меѓутоа луѓе без соодветно знаење, без соодветно искуство, луѓе кои што едноставно не можат да ги користат машините кои што им се дадени на располагање. Значи имаме министер кој што не знае да го употреби целото министерство, кој што има многу добри намери, многу добри идеи и е чесен, фин и се, ама не е организационо оспособен за да може да ја користи целокупната машинерија. И она што го гледам во државата е неискористување на потенцијалите. Значи, како да имаме компјутер кој што го користиме само како машина за пишување, меѓутоа тој може да направи многу повеќе, може да ни даде многу повеќе доколку знаеме да го користиме. И всушност тука го гледам и основниот проблем. Многу често недовербата кон она што представува институција на чие што цело доаѓаат некои луѓе се покрива со создавање на паралелни тела.
со создавање на комисии, на работни тела, работни структури и слично. Меѓутоа, на тој начин државата нема да ја оправиме, на тој начин не можеме да направиме реформа. Реформа ќе направиме тогаш кога ќе ги искористиме институциите и кога ќе ги искористиме сите луѓе кои што се наоѓаат во нив. Сигурно има луѓе кои што знаат повеќе, луѓе кои што знаат помалку, луѓе кои што дошле на погрешен начин на одредени места, меѓутоа моје мислење е дека со добра организација, со добро распоредување, со добро функционално определување можат да бидат искористени кадрите на најсоодветен начин и тогаш дури ќе можеме да ја придвижиме колата напред. Сега во моментов тапкаме во место.